месеци подоцна, Андреј ДНК дома си има уште една најмила. Радоста на Андреј и љубената му Наталија се вика Јана. Околу името се договориле тешко, околу изборот на кошули за снимањево не се договориле. Што прво му помина низ глава кога ја виде Јана? Како може нешто вакво убаво да искочи од некој ваков неубав као мене? Плюс предпоставка, во косата не е на тато. Да, ама сигурно е на дедо и дедо е афро. Никој друг нема толку коса, значи сигурно е на него. Бескрајно сладката Јана внесува магија во овој дом скоро 2 месеца. Стартниот период е посебна приказна. Првите 2-3 дена се осеќав кога да имаме гости некој од страна, што цело време плаче и ми идеше да го изфрлам од куќа, али после тоа се шалам. После тоа почнавме да се навикнуваме и малку по малку нејзиното дерење и плачење да ни станува као приспивна музика. Лесно е више кога ќе го фатиш редот. А нормално е дека е тежок секој почеток, ама веќе се привикнавме на неа и сега се оди ко песна, пошто детево нели си фаќа некој ред и сега знаеме више кога ќе се разбуди, кога ќе цица, кога ќе ручка, кога сака да се бања. Тоа е многу чудно како природата помага према сите овие работи. Значи, ја од дете сум трапав, све ми паѓа, сега некако прв пат во животот не се плашам дека најмалку па она ќе ми падне, колку ми помага природата во сето, а како ја држам, ја вртам, ја смирувам. Знае со часови да спие. Значи, на една моја рака доека со другата пијам пивци и нешто на компјутер чечкам. Та заменувачот на пелени за првиот пат ке рече: Јас со една рака ја држам, со другата менјам без проблем. Му се смееше ли Наталија од некоја страна? Таман работа да му се смеам, го подучував, ајде вака направи, онака, овдека залепи. Не, мислам од првиот ден се снајде. Иако тоа не е ништо комплицирано, нели си има упатство која кај се лепи. И така, не знам, природно верувам дека си доаѓа тоа само по себе. И кај мене природно се дојде се, мислам, колку и да очекуваш некој да ти покаже, колку и да имаш помош, па мора за многу работи сам да се снајдеш. Во чии раце Јана повеќе плаче? Во моите. Во моите, кај мене сака само да јаде и толку ми искористува. Кај тато сака да си нана, да си ужива. На која страна повеќе влече? Па, ако тргнеме фактот дека уште бебенци и као еден куп други бебиња боли стомачето, можем да осетам у моменти кога не ја боли стомачето дека е живчано, мало дебело бифтече, кое што нешто веројатно има на мене. Не може да е сигурно на мајка, пошто мајка е многу мирна и смирена. Уште прв пат кога ја земав у раце, кога ми ја донеса, одма ми личеше на Андреја, у стенцето, у носето и му звонам, велам, ова чудово на тебе личи, цело е, мајко. Цела е на Андреја, не знам, цела, барем мене ми личи многу на неја и какво е бесно, нервозно, не знам, на музикава многу баво реагира, значи не заспива у тишина, си бара самата да ја пуштиш гласна музика и да заспие, да се смири. Инаку вака е вриштење. Си ги делат убавите моменти, ама и обврските. Секојдневието ни ги налага, значи, сите одговорности, како да ги тераме, така да многу природно си тече се, не знам да кажеме, преоптератуваме со тоа кој како колку ќе ја чува. Она ја чува кога што треба да чува, кој ја сака да се истушира, да се среди, јас ја презнимам и така поише себишно, некојаш и кога не треба она да чува, јас ја имам. Кога дојдоа обврските на дневен ред, отворивме жешка тема – мажина трудничко. Ако може и маж да го искористи трудничкото, да речем ако ја работев, имав тајм работно време, сигурно јас ќе бев на трудничко, зашто не? Ја уживам во чувањето, не ми е мене тешко да чувам ќерками или дека треба јас да заработувам, да ги носам парите, а мајката да чува дома. Тоа е многу глупо
некое клише, не знам. Зошто кај нас ретко која користи ваквата опција, додека низ Европа тоа е редовна пракса. Нашиот менталитет тоа го налага, не знам зашто е тоа така, а од друга страна сите тие мажи убаво било да искористат тоа трудничко за на крај крајава, па и жената дома нека поише биде ангажирана, они нека одмараат, битно нека се дома, ја не знам зашто не го користат. Во деновите кои доаѓаат, Јана редовно ќе ја гушкаат и мама и тато, а таа ќе си има удобна позиција за попладневна дремка, ака раката на тато, и удобна позиција за јадење во прегратките на мама. Овде нас ни мириса на супер родители. Нека е жива, здрава и полна љубов.